Значи во моментот на моето презимање како раководител, односно како прв човек на оваа болница. А исто така имам обврска да ги најавам моите планови како треба да изгледа оваа здравствена институција. Сакам да нагласам дека во моментот на преземањето на функцијата на градската општа болница 8 септември настапувам со долг на болницата од околу 5 милиона евра, поточно околу 243 милиона денари долг кон разни фирми и останати долгови од разни неплатени сметки, разни останати режиски трошоци, како и некои затезни камати од некои, да кажеме, тужбени барања. Во некои делови од болницата долго време, значи, не се направени никакви репарации на внатрешниот интериер на болницата, односно некои простории, поголеми сегменти од болницата, значи обстојуваат во иста состојба уште од моментот на пуштењето во промет на самата болница. Значи од 1971 година, значи тој е период околу 46 години. Значи не се нашло начин сите овие години да се направи некаков реконструкција на тие делови, за да може да се подобри и самиот квалитет на функционирањето на самата установа. Од најитно и од најкруцијално значење е интервенцијата кај операционите сали, кои што со ова темпо на работа на болницата во догледно време нема да може да бидат функционални. Односно, треба да се има во предвид дека во градската општа болница 8 септември на годишно ниво се извршуваат помеѓу 6000 и 7000 оперативни интервенции. Освен оперативниот блок и одделот за интензивно лекување и другите сегменти од самата здравствена установа, како што се амбулантските простории, имаат недостиг од нивно обновување. Во овој дел од болницата се обслужуваат годишно околу 250.000 пациенти, значи проаѓаат низ амбулантите на градската општа болница 8 септември. Морам да истакнам дека целокупниот персонал во оваа установа работи доста пожртвувано и доста професионално, одговара на целата потреба на самата болница, имајќи во предвид дека има недостиг на медицински персонал во различни специјалности. Како што веќе е познато на јавноста, значи затворени се повеќе оддели во самата болница заради недостигот на тој медицински персонал. Значи, во болницата повеќе децении нема направено никаква реконструкција на оперативниот блок и на одделот за интензивна реанимација, што е спротивно на принципите на стандардните оперативни третмани, протоколи. Односно, потенцирам, оперативните процедури се спроведуваат во субстандардни услови. Во следниот период издвојувам два приоритети кои што ќе се задржам за подобрување на функцијата на болницата. Како прво, мора подитно да се направи реконструкција на оперативниот блок и единицата за реанимација, со што ќе може да одговорат на потребите за големиот број пациенти кои што се третираат во оваа болница. Веќе за оваа процедура имаме, да кажеме, остварено некои контакти, кои што накнадно ќе бидете благовремено информирани. Вториот приоритет е воспоставување на воздушниот транспорт на пациентите, односно сервисот на хеликоптерскиот сервис, кој што го скратува времето на патување на пациентот од местото на целата република до самата болница. Знаете дека временскиот период за
транспортот е од многу големо значење за некои индикации кај некои пациенти. Со тоа би се намалил морбидитетот за таквиот вид на пациенти, а со тоа исто така и ќе се зголеми, да кажеме, сигурноста на самите граѓани на Република Македонија, кои што ќе се чувствуваат побезбедно и посигурно во тој сегмент. Исто така, на овој прес сакам да кажам да не се случуваат најразлични спекулации во врска со различни здравствени состојби за различни пациенти. Во секој момент сме транспарентни кон медиумите и може да дадеме било каква информација за било кој пациент. Ви благодарам. Тоа се тројца пациенти со некои лесни знаци за труење. Меѓутоа, после проведениот преглед, нели, лабораториски и дадената парентерална терапија, пуштени се сите на домашно лекување. Немаме хоспитализирани, значи се во некоја, да кажеме, полесна форма. До сега немаме таква информација дека се јавиле. Тие се од вчера предпладне се јавиле. Знам дека биле од некоја сендвичара, како што разбрав.